Точно е 19 часот, врската ни е воспоставена со нашиот гостин, но ќе ни опростите овој пат без видеолинк. Господине Костов, верувам одлично не слушате. Добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корен. Добро ве најдов, сега одлично ве слушам, очигледно преска вие не ме слушавте, јас и преска на видеолинкот ве слушав, ама тоа е тоа, очигледно пак сме овој пат на аудио врска. Да сте ми живи и здрави, среќни сите новогодишни, божични, вадични празници, до крајот на јуневи годици и ви посакувам здравје, многу долг живот и да се снаоѓате во пандемијата, бидејќи очигледно вашата влада, поточно и федералната и на Викторија владата не се снаоѓа добро, ниту царинските служби и малтретираат еден врвен спортист. Ајде, добро ве најдов. Добро утро и од мене, господине Костов. Ви благодариме што ја прифативте поканата. За денес, а со тоа ја потврдивме заедно со работката и за ова 2022 година. Се надеваме дека ќе не биде плодна. Да. Да се надеваме и да бидеме сигурни дори. Господине Костов, на 18 јануари е најавена посета на Македонија од страна на новиот бугарски премиер Кирил Петков. Што очекувате од средбите на Петко со новиот мандатар Димитров Ковачевски, како и од средбата со председателот Пендаровски, но и од евентуалната средба со лидерот на ВМРО ДПМН доктор Христијан Мицковски? Видите да се нормални работите условите во односите со Бугарија и Македонија, поточно пристапниот пат на Република Македонија во Европска унија, би рекол да, очекувам многу и очекувам конечно датум за пристапни преговори. Но, бидејќи работите се ненормални, бидејќи мене се тоа ме речи на некоја гротескна политичка бурлеска, верувај ми, за жал не очекувам многу, не можам да оспорам харизмата на новиот премиер Кирил Петков на Република Бугарија. Се гледа дека стилот му е поинаков, се гледа дека е школовано дете, но во оној момент кога ја изрече онаа реченица дека стојалиштето негово за бугарскиот став кон Македонија е дури го надградува, и ја мислам се падна во провалија, се отиде во неповрат и еве сега тој како попаметен од неговите претходници, дури 4-5 комисии ни предлага. Ова историската ја заврши работата, а знаеме не ја заврши, дури ја закомплицира и ќе ни внесуват многу други комисии. Има една изрека, сакаш да не ја завршиш работата, формира една или повеќе комисии. На жалост не очекувам многу. Мандаторот Ковачевски ја состави новата влада, односно го стокми неговиот предлог за новата влада. Во новиот состав СДСМ има 9 министерски места, од кои 5 мина се од стариот состав, од оној состав кој ја втурна Македонија во тотални кризи, како што се економската, енергетската, здравствената и социолошката. Како вие ќе оцените таа влада? Ке има ли капацитет да извлече Македонија од живата песок во која самите тие, мислам на СДСМ и коалицијата ја втурна? Дали од оваа нова влада очекувате нова политика или пак ќе продолжи сета она агонија која тие ја створија и ќе водат политика на народната девиза купи ден помини? Ова е одма прво памучка, многу тешко прашање ја ми поставуваш, ама еве ќе ти кажам зашто. За вас ништо не е тешко. Браво, ви завидувам. Види вака сега, јас се уште во мојата глава не можам да расчистам чија и каква е ова влада. Дали е ова влада на Република Македонија, дали е ова влада на Косово, на Албанија, видејќи бројам, математиката не ми одела многу мене во животот, ама некако бројам многу повеќе албански министри или еднакво рамноправно на македонци и на сите останати. Значи, ова влада има проблем со застапеноста на народот македонски и останатите делови од народите што живеат во Македонија, или она популарно речено, или најнормално како што беше малцинствата. Второ, ја не се согласувам дека е ова нова влада. Ова е стара влада на континент на Зоран Заев. Тој си го избра неговиот наследник, мандатарот, кој се уште не е премиер, се гледа дека има останати некои си 5 луѓе од стариот состав. За мене најнеспособните, некои најмалку покажаа, во текот на години со примери. Браво, да, видиш, право, Лаула ти е попаметен се од мене во случајот, најпослушните. И сега што да очекуваме ние? Видите, кога се бира нов мандатар, кога се бира нов премиер,
Мислам, треба тој да си направи тим. А сега вака, ако тимот еден, оној монолитниот од албанскиот дел, го верификувал и со мур го удрил Али Ахмети, а новиот мандатар, тоест премиер, нема право да се искажи, а наследува во втората половина од таа половина, пак стар тим, нешто нов тој освежува, за мене непознати луѓе и тоа ќе го коментираме, не очекувам успех од ова влада, иако негде во мене дека оваа преломна година ќе треба да се одлучиме конечно одиме во Европска унија или не знам каде ќе одиме, бидејќи очигледно некои не сака да одиме во Европска унија и стартот на оваа влада како е почна да биде составувана со двојни аршини не и дава многу шанси. Имајќи предвид дека двете албански политички партии ДУИ и Алтернатива во составот на новата влада учествуваат со преку 50% од министерските места, што е спротивно на рамковниот договор, како ќе ја изпрокоментирате избалансираноста на составот на новата влада и дали овој состав е направен според мерит системот или според познатиот балкански метод систем на условување. Дали овој состав е избор на Димитров, Ковачевски или пак Зоран Заев, Али Ахмети и Оливер Спасовски? Ова е дисбаланс систем, ова кај нас во Македонија не знае што е мери систем, да си веруваме ми, кај нас е споил систем, систем на плачка, победникот носи се, ама и не се секој пат победникот. Никој пат дуи не било победник на изборите, а секој пат најдобро си го носи колачето од власта, така да мислам дека тука работи не стојат и тоа е главната причина зашто владата на Димитар Ковачевски нема да биде успешна, зашто самиот Димитар Ковачевски како премиер нема да биде успешен, а верувате, ја му посакувам успех. За разлика од Зоран Заев, ја го познавам овој човек. Не е така лош човек, не е далечен човек без корени или било што. По некоја случајност, кога сум бил во граѓанскиот сектор, сум соработувал со него, али мислам дека нема капацитети да го изнесе ова сетиот товар што на грбот му го остави Зоран Заев, кој си замина, така да кажеме, револтиран, зашто македонците не го послушаа и зашто наводно му сафтиле група европејците. Мислам дека овој систем на условување што вие ми го кажувате сосема на место, и нема да одат работите, политиките ќе одат у погрешен правец за Македонија. Пак повтор пат ќе речам, многу ми е криво и сакам да не сум го право. Едно од изненадувањата, а може би единствено, е предлогот во составот на новата влада да се најде и професорот од правниот факултет Тупанчевски како предлог. Каков е вашиот став за ваквата одлука? Дали ваквата одлука е само да покажат дека во составот на оваа влада има и лица од научната, поточно правната фела, и дали господинот Тупанчевски навистина нема допирни точки со СДСМ? Ајде, позади ќе почнам и оно. Последно не го знам дали Тупанчевски има некои врски со СДСМ, ама и да има, па и не е грев да ти кажам. Што и во секој случај, сега ќе ве насмеам, ќе биде подобар министер од неговиот претходник, бидејќи Маричич е најслабиот министер за правда, тоа е мојата област, значи правник сум 40 години, најслабиот министер за правда во историјата на Демократска република. Ама ништо не покажа, ама една реформа не направи, не доврши, не започна, пред некој ден се потеше, се правдаше, кажуваше за 16 месеци не се правила реформа. Да, се правила реформи во Република Македонија за година и половина и тоа корените реформи се правеле, владата од 2006 до 2015 правеше такви реформи, а и некои други влади пред неа го имат правено, така да, Тупанчевски го познавам. Тупанчевски дефинитивно е експерт. Не сум сигурен дали Тупанчевски донел добра одлука да учествува во ваква влада, од причина што тој е кривичар, тој е млад универзитетски кадар, до сега покажан и лично мислам дека ќе се го струши имиџот што го има во правото и посебно во кривичното право, иако да се бави и со други области на правото, мислам дека носи погрешна оценка во погрешно време. Ќе се дружи со луѓе кои се догуша пропаднати во корупција, во организиран криминал, оној нечепнатиот дел од владата и оној староседелскиот. За овие млади не знам, да видам, искам не можам да ги обвинувам,
за мене непознати луѓе и не можам да кажам дека се лоши вакви или онакви. Му посакувам се најдобро на Тупанчевски, му посакувам успех, да видиме, времето е пред нас, па да видиме што. Малку јас ќе се задржам уште, ама не како прашање, се навратам на една изрека дека мажот во фамилијата бил газда, а жената вратот и бил глава во фамилијата, жената вратот и го вртела. Имаме информација дека токму Тупанчевски се нашол во владата на Ковачевски поради блискоста на сопругите од Ковачевски и од Тупанчевски. Да. Види, ако е така, лоша е таа работа, бидејќи претходните такви врски се покажаа неефикасни. Еве ги снема сите министри кои возеа мотори, кои фамилиарно се дружија, кои не знам чии шура, чија жена, чија балдацка биле пријатели со Заев или Заевица, да ми простеше ако така, тука негде си во правост и од. Иако ја имам добро мислење за Тупанчевски. Добро. Ама тогаш нека се замисли. Нека се замисли. Денес во Македонското собрание ќе почне расправа за состав на новата влада, предложена од мандатарот Димитар Ковачевски, како и планот за работа на новата влада. Расправата може максимално да трае 2 дена, а потоа ќе се премине на гласањето кое ќе се случи или денес или најкасно во недела на полнок. Очекувате ли изненадување или сепак ќе се избере новата влада и Димитар Ковачевски ќе постане нов премиер? И према вас, колку време мислите дека ќе трае таа негова влада? Ќе успее ли да го заврши мандатот од 2,5 години, поточно во 2024, кога треба да се одржат редовните парламентарни избори, или сепак ќе имаме предвремени парламентарни избори некаде во јули-август оваа година? Видите да ви кажам, Заев не остави на ветрометина. Тој чудно се повлекува 2,5 месеци, таму некаде од 31 октомври беше кој најави. Еве, ние сме половина, денес што е 15, ние сме на половина јануари, ние се уште немаме нова влада, значи цели 2,5 месеца сме без влада, без извршна власт, која дали е исправно или не, е најмокната власт од трите власти во Република Македонија. Што значи ја посакувам, ја како човек од јавниот живот, како правник, посакувам да се избери во недела или кога таму минува времето за избор. Но дали е убаво да се избери ова влада, ваква влада, да не речем октруирана влада, да не речем со од еден човек посочен мандатар па премиер, ја не сум сигурен дека е тоа добро, а ова последно, ја мислам и ти подобро од мене го знаеш, дека ова влада ќе биде најтешко, а сите негативни работи што значат корупција, што значи петоштрука криза, тоа е политичка, економска, енергетска, морална и така натаму, инфлација, организиран криминал, се и остава на грбот нова влада, а влада гледаме дека има едно 5-6 луѓе неискусни, непознати за јавноста, не знаеме бекграунд, не знаеме CV, кои се нивните постигања. Така да ова влада нема шанса ни објективно гледано, ни субјективно гледано да остаи до крај, да го истурка мандатот од причина што кажав, ресурсите, капацитетите на ова влада се уште послаби од онаа влада на Заев, а и констелацијата на односи, сакаде политички, сакаде економски, сакаде социјални, како во Република Македонија, така на Балканот, во Европа и во светот, не е одат во прилог. Еве, не знае да се снајде со енергетска криза. Кажуваше небулози на овој преводен период и новиот мандатар и стариот мандатар и некои министри. Градот Скопје бил надлежен за грејењето и така натаму. Што нема врска, тоа сите ресурси владата ги обезбедува и да не зборам на таа тема, не ми е поставено такво прашање. Мислам дека оваа влада ќе падне многу скоро. Кога е паѓањето, а веќе не избрана, сакаме тоа поскоро да се десат предвремени парламентарни избори, народот да се избере нова власт и да се тргнеме малку похрабро, подобро, со нови ресурси, во развоен пат, во раст економски, политички, социјален и секаков. Пред неколку дена бугарскиот председател Румен Радев го свика Советот за безбедност и лидерите на сите политички партии и една од главните точки на кои се разговараше беше околу Македонија, се разбира,
за нивните национални бугарски интереси, покрај тоа што на нас тоа не ни се допаѓа, но тоа тие го прават. Дали со ова Радев му ги скрати сите можности за маневар во разговорите на премиерот Петков, кој треба да ги има со македонскиот државен врв? Каде е нашиот председател Стево Пендаровски? Кај се скри? Зошто не свикува лидерска средба во овие клучни моменти за опстанок на Македонија? Тука си го право, Јован. Председателот Румен Радев е многу интересна фигура. Колку имам јас информации, тој е остатокот од минатиот режим, оној диктаторскиот на Живков и онеп негова продолжена рака. И видите тој како перфидно и мудро прави, ја префрлува работата дека Македонија е прашање на безбедност како во Бугарија, така во меѓусоседските односи Македонија и Бугарија, така на Балканот и Европа. Бре мајката, многу мудар човек е тој. Како може две земји, сега да ве потсетам, кои се членови на НАТО, кои имаат иста војна и политичка агенда, едната на другата да е опасност? Радев нека лажи некои болгарчета, учени, недоучени, да ми простеш, од политиката, не зборам за народот, народот си е прекрасен, како македонски, така и бугарски, но нас нека не ни мачка очи, нека не ги врти, нека не ги превертира работите и принципите во политиката, и едноставно тоа не држи, не пие вода народот наш лев. Сега, точно е, ти си во право, он платформата, он постаментот, он основата му вади на на премиерот Петков, кој треба да дојде, го гледам, млад, полетен човек, кој да сака, ако ништо повеќе почетен успех, тој успех нема да се случи, бидејќи во Скопје сега што, ако пренесе тој поздрави од Радев, треба да каже дека ние сме безбедносна закана и треба да се приспитаме. Тоа воопшто не е тачно. Тоа е Бугарија, тоа е бугарската политика. Тоа да не кажем, тоа е монархофашизам во 21 век. Сега, каде ме прашувате нашиот Стево Пендаровски председател, па валда водно во вилата. Да не насмеам. Или во Видите, ја имам контрадикторни информации за таа работа, но ќе ти одговорам храбро. Да сум ја на негово место, не една делегација, кога Петков премиерот ќе види примерно на останатите субјекти во Македонија, јас ќе примам 5 делегации македонци од Бугарија. Зошто им е одложено? Зошто наводно не била дефинирана датата? Сите знаеме, да не се лажиме, да не ставаме бели ракавици или не знам какви, демек да не се наруши атмосферата. Не, тоа е желба на бугарската страна да не се покаже дека има македонци во Бугарија. Напротив, јас ќе примам 5 делегации. Ама ја не сум председател на Република Македонија. Дај Боже да бидете некој ден. Не, немам такви амбиции, сум го кажал тоа. Ајде, ти благодарам на желбите. Ти благодарам. Владата во оставка го разреши поранешниот премиер Владо Бучковски од должноста специјален представник за Република Бугарија. Како ќе ја прокоментирате таа одлука и поради кои причини го повлекоа? Дали поради завршената мисија или поради фактот што нема што повеќе да понуди, односно поради тоа што на тацната за распродажба не остана ништо повеќе, бидејќи чувар на таа тацна е изгласаната резолуција во Македонското собрание на барање на ВМРО ДПМН. Видите сега, бете, ова е една тажна приказна. Владо Бучковски поранешен премиер, а досегашен специјален пратеник, заврши неславно. Имам ја некои така солидни односи со него, иако сме на различна страна од политичкиот спектар, и жал ми е што му се случило, но тој си е крив. Тој прифати да биде послушник или извршител на некои не така добри македонски политики на Заев, и му се случи тоа што му се случи, што ние му аналитичарите, кои бевме реални и објективни, му предвидувавме. Прво, не знаевме неговата мисија. До ден денес неговата мисија е во темно. Второ, при министер за надворешни работи и при постојање подпредседател за евроинтеграции, ти да назначува специјален емисар за бугарите, а знаеме таму тешка е работава, ја мислам тоа е луда работа и еве му се прекина мандатот, а да не заборавиме, пред 20 на дена му се продолжи на година дена. Јас ова го гледам во пакет аранжман
со прашањето Димитров. Нешто таму не чини работава и се случува тоа што се случува. Сменете и подпредседателот за меѓународни за евроинтеграции, сменете мисионерот за Бугарија и мислам дека тоа е тотален фиаско и дебакал. Лично за Бучковски ми е крив, ама никој не му е крив, па ако сака да знае од премиер се нафати да биде извршител на желбите на бугарите и на Заев, а ако е точно дека тоа е во замена на слобода, срамно, многу срамно. Така, во четвртокот вечерта помалите коалициони партнери на СДСМ, ДОМ, ЛДП, Демократскиот сојуз, ВМРО Народна и Демократската партија на турците наводно ја условија новата влада, испраќајќи ја фактурата со барање за една изборна единица и тоа со рок, кога да се изгласа, тоа е 15. април. Воспротивно ќе излезеле од коалицијата, повлекувајќи со себе 5 пратеници и неколку министерски позиции. Како вие гледате на ово? Што уште треба да и се случи на Македонија за да овие помали политички партии кои се приврзаци на СДСМ да сватат во кое дереже се наоѓа Македонија и да напуштат коалицијата, а со тоа да помогнат кон предвремени парламентарни избори, тоа без одлагање, само со едноставен чекор, а тоа е не изгласување, односно да гласат против составот на ова нова влада. Да ви кажам, да се тоа партии вредни, иако се мали или средни, ја би верувал во нив, а за жал ја ги познавам тие партии, сем Демократскиот сојуз, со сите нив сум работал, овие што ги наведе ти и останатите. Тоа е едно време, 2002 година, ГАМ, Граѓанска алијанса за Македонија, кога правевме еден проект да видиме колку се мокни малите и средни партии и се види дека има нешто во нив, ама од тогаш тие си напуштија таа платформа и лавираат ту се лево кај Заев или кај Бранко Црвенковски претходно, ту се десно кај Никола Груевски или сега кај Мицковски и си го изгубија идентитетот. Ја на овие партии не им верувам. Иако пазите, ДОМ, зелена партија, па тоа треба да е прекрасна партија. ЛДП е конгломерат од либералите и од демократите, тоа треба да е прекрасна партија. Не, таму е двоец, троец и кај ДОМ е председател без легитимитет и излегува неколку таму општински комитети да кажува дека партијата не се развива, не се движи во добар правец и така натаму и така натаму. Лично мислам дека поводот што го кажуваат се во право, конечно и јас како политички аналитичар и некако си експерт за изборни кампањи, мислам дека е време да се и дури ја понудив на јавноста една анализа, што ретко кој тоа го прави, пред 3 месеца треба да се смени изборниот законник, треба да се смени моделот на изборни кампањи во Република Македонија и тука се во право. Иако нема да видат јавно и со новиот модел, бидејќи се премногу мали, идентитетот им е изгубен и нема да имат успеси. А ја навивам за ние, ајде да видиме на 15. април дали тие не смогнат да слушат власта, од причина што треба тако нешто да направат, па да го дигнат рейтингот. Познавајќи ги дека како се ги купуваат заменичките места и директорските, а еве сега се слуша еден председател на партија се купил нешто таму, не знам, со некој бизнис со злато. Да. Ја не верувам во нив, а иако треба да покаже македонскиот спектар од политичките партии дека покрај ВМРО, ДПМН и СДСМ постојат и други партии, препростите како што тоа го прави левица. Така да ајде да им дадеме малку шанса да видиме што ќе направат до 15 април. Така не е далеко. Во изминатата среда, вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров, еден од главните халки на заевата влада, имаше пресконференција или ако сакате обраќање до македонската јавност, каде што обелодени неколку работи кои за мнозинството од македонската јавност беа шокантни и изненадувачки. Ги напомена разговорите со Бугарија и односот на министерот за надворешни работи господинот Бујар Османи, обвини дека се прави предавство, но и ја демантира веста од страна на владата дека Никола Димитров сам се повлекол и не сакал да биде дел од новата влада. Зошто Димитров молчеше во изминатите 4-5 години? Зошто чекаше до овој момент кога виде дека неговото име не е во предлогот на Ковачевски за состав на новата влада? Вака сега, ова е многу интересна приказна, ова е многу жално, ова е еден вистински крај на една политичка кариера,
која не беше така кратка, од салто морале, јас милувам да кажам една израз од една моја книга, Лагите во политиката, во салто мортале. Ова сватено во метафорична, не во физичка смисла, него во политичка. Конечно, инсайдер ни покажа дека владата на Заев била внатре разнебитена, дека била неединствена и дека не била така транспарентна како што се фалеа. Ако Никола Димитров имаше морал, пред година-две ќе ни соопшти се за ова. Тој не ни го соопшти. Ова сега кога му го нема министерското столче или фотелја. Вие се ви кажам. Ја напишав една колумна во Инфомакс, ја објавив. Ова не е патриотизам. Некој сега сака да го направат патриот. Ни случајно. Ова е чувство. Ова е лицемерие, ова е чувство на искористен човек, како крпа за еднократна употреба и во моментот кога паѓа Заев, паѓа и тој, бидејќи Заев треба со некого да вози мотор, а тоа е он, треба да оди на езеро да се сликаат со сопругите, бидејќи они тоа го правеа овие години кога ни велеа дека постигнале големи меѓународни успеси, а ништо не постигнаа, само не однесува во слепа улица, позади која, на чиј крај е провалија. Јас не го жалам Никола Димитров, ова е жално што го кажувам, јас со неговите родители се познавам, неговата покојна мајка јас знам, сум дружал со него во раните 90-те години, ми е криво што е човек од една ВМРО-ска фамилија направи вакво издајство прво на идеалите на ВМРО, потоа на идеалите на македонската кауза и за мене фактички неговата кариера беше закопана во нивица, кога го подпише тоа, што требаше да го подпише председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, кој одбиваше да подпише таков договор. Но еве сега видовме кој бил Заев, кој бил Димитров и сега нечинат османи, груби и останатите. Не гледам јас така, јас само гледам дека е тоа било борба за власт, борба за колач и ќе гледаме од него ние и други работи. Познавајќи го. Во излагањето на Димитров на таа пресконференција има една реченица во која се вели отприлика вака: Ковачевски не знаеше ништо за тоа како работам јас. Дали со оваа реченица Димитров го впери прстот во Зоран Заев како главен креатор на новата влада, но пред се неговото отстранување од новата влада, и дали врз основа на оваа реченица Ковачевски ќе биде премиер во права смисла или само восочна фигура со која ќе раководи Заев? Сосема си го право, ама вака. Ај вака да видиме. Од која област доаѓа Никола Димитров? Од дипломатија. Таму знаеме дека треба да се има стил, таму знаеме дека треба да се има речник на високо ниво. Ова е срамно што тој го прави. Па тој не е прв подпредседател на влада кој извисил, па тој не е прв министер кој не влегол во нов состав на влада. Значи, крајно дипломатска изјава, крајно некоректна изјава со човек со кој се дружеше 4 години, кој го воскресна и го врати од Холандија, таму кај беше на дошколување во некој институт или го спремаа да го направи тоа што не го направи. Значи, некоректна однос кон колегите со кои се работувал, а пази сега, некоректен однос и кон новиот мандатар и евентуално новиот премиер. Како може Ковачевски нему да му биде шеф? На крајот на краиштата он биде прашал, што се замислува тој Никола Димитров? Значи, он сакува да каже дека нему ретко кој може да му биде шеф. Само Заев може да му биде шеф. Или прашање, може би тој му бил шеф на Заев. Значи, некултурно, неваспитано, немање на стил, и се согласувам со некои коментари дека е ова жална слика на македонската дипломатија. Пазите, тој 5 години ја води, сакате од министер за надворешни работи, сакате од подпредседателско место за евроинтеграција. Бедно, жално, јадно, да не знам, да не е трагично, било и во комично. На тоа прашање од прилика тоа би ставил, да, како ми рековте, да, за Ковачевски ме прашавте, па тешко ќе му биде на Ковачевски, да кажам. Он не му уште пред да се нафати, пред да го одреди, не знам како го одредија, не му е тешко, ама ето, видиш, има храбри луѓе, прифаќаат, па што биде, нека биде, нами тоа не е најопасниот принцип. Македонија затоа е ново место, бидејќи така преку ног воскреснуваат некои луѓе за премиери, за министри. Браво им се дивам на храброста. Не му давам, ја ви реков, го познавам човекот Ковачевски, ама не му давам шанси, бидејќи преголем товар му остава тебе, ако сакате, и до вчерашниот подпредседател на владата за европска интеграција.
Провладините медиуми, односно спинери, пред некој ден објавија дека лидерот на ВМРО ДПМН, доктор Христијан Мицковски, прифатил безусловна средба со новиот мандатар Димитар Ковачевски. На тоа веднаш реагираат ВМРО ДПМН, изјавувајќи дека немаат добиен официјална покана и дека ако добијат би прифатиле средба со Ковачевски, но под услов на таа средба да бидат како прва точка предвремените парламентарни избори, како втора точка прашалникот 5+, како и темата за криминалот и корупцијата. Ваш став за тоа и ако евентуално се согласи Ковачевски на вакви услови од ВМРО ДПМН, какви резултати очекувате од таа средба? Како стојат работите, а средба нема да се одржи, бети. Мислам, не за СДСМ и Ковачевски веќе одговори и тоа негативни тие поставуват услови. Мојот став е малку поинаков, јас се разликувам од останатите. Печковски е сега за мене голем победник од изборите. Ја му советувам, не сум советник, ама нели аналитичари сме, па се дотакнуваме до прашањата на лидерите. Ја му советувам сега малку да гледа отстрана во каква се карам каша влегува неговиот политички противник и да види што ќе се случи, како ќе се случи. А му советувам веднаш по изборот на владата, на новиот кој ќе биде новиот премиер, да комуницира, бидејќи политиката е алатка на која се оставила преку политички и останати комуникации. Сега може би и не му треба брзање на таква средба, ќе го волија се мангопи да го вовлечат до некои, не знам си какви се работи, и на крајот пак ВМРО, оние вака го велат тоа проклетото ВМРО е криво за све. Не, ВМРО е сега победник од последните избори, ВМРО сега развива локална агенда, локален економски развој. Но почето гледам, не им оди така лошо, баш напротив, им оди добро и треба да видиш што ќе се случи. Ајде да видиме, ќе имаме ли нов премиер, ќе имаме ли влада. За и пол месеци ова работа се оттегнува. Значи, и јас одговорив, ама и Ковачевски СДСМ, мислам, синоќ ќе одговорија дека не прифаќа таква. Господине Костов, тоа е одлика на политичка култура. Значи, одма гледаме каков ќе биде овој состав на владата кон опозицијата. Тоест, односот на овој состав на владата кон опозицијата. Поелион. Разговорот сакаме да го продолжиме со 12 блиц прашања на кои очекуваме 12 блиц одговори за помалку од 12 минути, но пред да ви го поставам прво блиц прашање, дозволете да пуштиме еден видеоклип. Вие можеби нема да го слушнете, меѓутоа за нашите слушатели и гледачи да знаат само за што се работи. Јас ќе се потрудам да го пренесам она што ќе го пуштиме. Овој период најбитно за нас е да се испорачаат ставни, како што резултати, имајќи во предвид во каква состојба се наоѓаме, значи се наоѓаме во кризна состојба економска и пред се сега и енергетска, така да најбитно ќе биде таа влада да се стави во функција целосно на граѓаните, на финансиската поддршка на граѓаните и на компаниите. Тоа треба да биде базичниот предуслов во сите тие процеси. Навистина очекувам дека треба да се вклучи и опозицијата, бидејќи се наоѓаме во периоди кога партиските интереси и кога личните интереси мора да се стават над државните интереси, и навистина сум човек кој што го протежира тоа реално водење на политика, а не на политиканство, и затоа верувам и посакувам успех. Веројатно не го слушнавте, се работи за една изјава на подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз господинот Перо Костадинов, кој на една дебатна емисија вели вака дека личните интереси треба да се пред државните интереси и дека тој верувал во тоа. Како ќе оцените ова негова? Дали тој на несакање кажа како работеше досега Социјалдемократскиот сојуз и владата и дека исто така ќе продолжат и понатака? Токму тоа е, Јон, токму тоа е. Видите, две работи сакам да кажам. Млад е и веднаш требаше да види грешката и да се извини, да даде изјава дека лошо се изразил или ето не сме го сватиле, од контекст сме го извадиле. Младиот господин не го направи тоа. Сега ќе ти кажам нешто, Јон. Јас сум 24 години политички аналитичар. Како сега што ми се случува да бидат предложени
Подпредседатели на партија е голема СДСМ, организационен секретар, генералниот го знам тој и од Кочани потекнува, црногорска линија има, Зечевич го знаеме, оперативец таков, онаков и овој, ама 4 до 5 функции на најголемата партија на власт се предложени. Мојата маленкост Сотир Коштов не ги познава. Се сум ти кажал, Јон. Да. Значи, не постои човек во политиката да не го знам јавно од медиуми, од действување, од како човек кој спроведува политики или лично да се знам. Јас сум човек со многу комуникации. Овие бре не ги знам. Како бре овие Македонија ќе ја водат кога Македонија се наоѓа во најтешок период, да обстанеме или не. И баш кашо дали збориме за иста Македонија, они зборат за Северна Македонија, јас ти многу голем број како тебе и мене и Бети си збориме за Република Македонија. Така, Еве го тоа лице, Перо Константинов е тоа, олицетворение на тоа ти што го кажа. Значи, парцијалното. Партија, знаеш што е? Дел партија. Политичката партија е парцијален интерес. Е над националниот и државниот. Срамота. Младо момче за срами се. Пака ќе мора да продолжиме, минута е минута, зборот е збор. Ајде. Ама во политиката не е така. Така. Како што Ама стојат, јајте ќе се држиме до тоа. Така. Ајде. како што стојат сега работиве, дали оваа нова влада, ако се избере, ќе биде одржлива или пак во наредниве 6 месеци ќе имаме предвремени парламентарни избори? Ова влада ќе биде листопадна, бидејќи нема капацитет да спроведува политички, економски, социјални политики, кои се политики на раст и развој и мислам ќе има предвремени парламентарни избори, поточно ги посакува. Дали ова така наречена нова влада ќе биде наменска или ако сакате преодна влада за мирен трансфер на власта на следните парламентарни предвремени избори, на кои избори според сите анкети победник ќе биде ВМРО-ДПМН? Најверојатно да. Ова второ да, ќе биде ВМРО-ДПМН победник и коалицијата што ќе ја предводи, а ова првото посакувам да биде така. Дали дуи кои според досегашното искуство од минатото се покажа дека го има клучот за формирање на влада, ќе биде таа политичка партија која ќе ја отвори вратата за предвремени парламентарни избори? Тешко, многу тешко, иако као можност допуштам. Тие не испушта власт. Тие го имат најголемиот стратег на македонската политика, Али Ахмети, кој сака власт, не сака опозиција. Како ќе ја прокоментирате одлуката за набавка на 37.000 евра скапиот нов кујнски прибор за потребите на владата само ден после избора на новиот мандатар Димитар Ковачевски? Имавме време, ќе ти кажеш една приказка која пишува в републички договор меѓу Франција и Македонија во злополството, во KDRC, ама немаме време за таа приказка. Лошо оценувам, ова е Титаник синдром. Народот гладува, Македонија пропаѓа, они се луксузираат. Али приказката ќе ти ја кажам за KDRC во друга прилика, кој ќе има повеќе време. Так. Значи, осудувам вакво луксузирање. Ова е ексклузива, ова е левичарско ексклузива. Како ќе ја прокоментирате? Во стилот на Шекеринска е ова. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Димитров, човекот кој се уште формално правно е дел од владата по заминување, дека Бујар Османи и другите кои се вклучени во преговорите со Бугарија сакаат по секоја цена да направат договор? Видите, тој веројатно тоа што го кажува не мами, но многу касно го кажува, многу искритено го кажува кога столчето му е одземано и е некоректно. Пазете да се договориме. Тој Бујар Османи е негов наследник и е министер за надворешна политика. Тоа е неколегијален однос кон него, а моето мислење е многу слично као на Димитров, да бидам искрен. Сега, бидејќи ја на 2-3 пати го прочитав Бујар Османи кога беше во Бугарија, како се однесуваше со претходниот премиер и со Радев, не ми се бендиса, и затоа ја од тога сум, ќе сега да ве насмеам, јас сум поборник премиер на владата во оваква криза, треба да биде Ахмети. Тој е човек кој во политиката бара и зема, не дава. Да им го пратиме на бугарите и мислам ќе не одбрни. Ако да ве насмеам. Дали Артан Груби... А Бујар Османи не, за него не гласам. Тој и оној другиот се недораснати за македонската политика. Мислите на Ардан Груби? Дали Артан Груби со неговата изјава дека... Street fighter. Така.
Дали тој Артан Груби се неговата изјава дека било што и да се потпише во врска со спорот кој го има Бугарија со Македонија, на крајот треба да биде прифатен од граѓаните на Македонија, најави нов референдум со кој нивното велепредавство ќе го легализираат без разлика на резултатот од референдумот, исто онака како и со референдумот за промена на името? Не, сега ќе направиме револуција, нема референдум да правиме, а убаво си го приметил тоа, тој не припрема нас, тој како го кажа тоа срамно, опасна работа и ние ќе сме прифатиле. Не, ево отворено му кажувам, не сум било кој, многу познавам моментално каква е расположената во народот, македонскиот народ е пробуден, тоа дојдено му е под ногти му гори социјално и економски, па још и политички да го тлачат и да му доразнебитува државата, нема да изтрпи. Арстан Груби ќе добие револуција, народна револуција, без крв. А не какво што неговите колеги кажува во шарената револуција дека требало крв да падне. Така да не го оправдувам, не прифаќам такво нешто и тоа се ултиматуми, ставање пред народот. Како ќе го Народот е основната клетка на демократијата. Народот треба да се праша. Така. Како ќе го прокоментирате укинувањето на Министерството кое требаше да се грижи за спречување на корупцијата и организираниот криминал? Лошо, негативна оценка, ама и да ви кажам, ништо не направи тој Николовски ако на него мислите. Детево не знаеше, се снајде нон-стоп, путер му течеше од косата, по лицето и по челото. Затоа ќе оди во земјоделие. Ево, сега пак го враќаат во земјоделие. А пазите, ние сме болни од корупција, не сме болно општество, Јон. Значи, бети, ние организиран криминал, кај нас не е државата има мафија, кај нас мафијата си има држава. Тоа го кажав ја лани во март месец на Инфомакс во емисијата Неделен брифинг. Така да лош, мојот коментар е лош многу. Како ќе го прокоментирате молкот од македонскиот државен врв во врска изјавите, односно обвинувањата на Димитров за предавство, иако и самиот тој е дел од тоа национално предавство за кое предупредува и обвинува Димитров со ставање на неговиот подпис на договорот од Нивици? Тој нас не предаде во Нивици и мислам дека нема право да се повикува на патриотизам. Сепак неговиот глас е слушнат и останува на нас да бидеме будни чували на македонската кауза. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Димитров дека Ковачевски нема искуство и познавање од надворешна политика? Добро, тоа е точна изјава, да ви кажам. Ја колку и да добро мислам за Ковачевски, ама еве преку ноќ од заменик министар отиде премиер. Сега условите се тешки и лично мислам дека му требаше по некој долг и по така обременет пат на развој за политиката, дека е добар менаџер, знам дека е добар менаџер. Не знам, еве, тој Коби, а па камоли јас кој аналитичар кој треба да сум остар, ама еве, ја му посакувам добри денови што да му престојат во политиката на Ковачевски, бидејќи има шанса, чим се нафатил, че една политичка опција го предлага, се надевам дека ќе го поддржат, а може би па и нема да го поддржат овие мали веки се пробудат, и еве, да видиме, недела е за 24 часа. Како ќе ја прокоментирате одлуката на претседателот Пендаровски да ја откаже средбата со македонските сдруженија од Бугарија, иако претходно истата беше прифатена? Каква порака со ова одлука испраќа претседателот Пендаровски до македонците од Бугарија токму сега пред посетата на Петков? Видите да кажам, јас сум познат борец за нашата диаспора, јас работам со нашата диаспора и во Канада, и во Америка, и во Австралија, и во соседните држави, и во не го коментирам добро. Иако кабинетот се туди нешто да извади работава, не знам колку е точно, но, ја ви кажам уште на почетокот, значи ја да му бев советник за политика, било како на председател, ќе му реков, не една, 5 делегации да. Значи и од Бугарија, и од Грција, и од Велебрдо, и од Албанија, пак сакти и од Косово, значи да се покаже вре дека има македонци таму бе. Добро, малцинство, молим лепо, а не вака одложување, ајде ќе им го чистиме посторот на бугарите на новиот премиер и кефот ќе му го правиме или музички желби ќе му исполнуваме на работа. Не ми се биде слова. Не ми се биде. И лоша порака кон нас македонците. Иако може би имало некој неразбирање меѓу кабинетите таму на неговиот и на овие нашите дечки организирани. Нема оправдување му беше дека коронавирусот.
За се добро, а вирус. коронавирус не е за овој што доаѓа Петков? Да, тоа е. Како он доаѓа коронавирус, знаете, молам и он. Коронавирус е още во Бугарија. Познавам ја тие Да. луѓе од Да. Бугарија прекрасно. Затоа велам, Вистински- небулози. Вистински Глупости. македонци се на митинзи што сме ги организирани ни зборувале, така да јас стоам зад нив. Мислам дека требаше да бидам вискок. Така. Како ќе го прокоментирате прогласот на една група интелектуалци кои проглас го објавија и подпишаа пред 2 дена со наслов "Чуму и е на Европа една размакедончена Македонија"? Дали ова е првиот чекор кон едно семакедонско обединување? Бети, тука ќе те разочарам. Колку имаме време? Немаме ли време? Не. Немаме, вака, јон се вака. Добро, ајде, 2 минути. Обединување, да, не е прв чекор. Првиот чекор е направен многу одамна, пред 10 години. Го направи Македонски манифест со Клетников. А најмалку треба нас Бранко Геновски да не обединува, бидејќи тоа сега не напаѓаше беше, сме биле националисти, клеронационалисти и не знам што све, етикети ни налепи, затоа не си на телевизиите. Извинете, ама мене може да ме обединува УКИМ, МАНУ, МПЦ, кои дадоа една прекрасна платформа, пред нив Институтот за национална историја, браво за историчарите, лайк, пред нив Институтот за македонски јазик, браво за јазичарите, и невладините организации и оние вистинските интелектуалци, еве групата 200 која прерасна на 16.500 на Ванковска, и сега сите не можам да ги набројам, ама тоа се борците некаде од 2017-16 година до денес, кои бевме малтретирани по площадите, по улиците, тепани, мавани, затварани и така натаму, и сега отеднаш се јавува една 12 члена екипа за која само знам дека еден е окей, а другите напаѓа, одобруваа промена на име и така натаму. Проверете си го списокот, ќе видите дека тоа е некоректно, но да бидам коректен. Она што е напишано од нивна страна е прекрасно. На тоа ние работиме веќе со години и нема да ми се налутите ако ви кажам дека тоа нивното не е прв чекор. Ја во раците, ја на Јон му кажав, ама еве, ради короната нема да објавуваме проектот голем што го спремаме, само ќе го најавиме. Една голема група на интелектуалци, на професори, на поети, на есеисти, на писатели, на духовни лици, припремаме и е пред крај и е готова веќе стратегија за културно, духовно, политичко, економско обединување на македонците на Балканот, Европа и светот. И сега некој да ми каже дека тоа било, а они сега им текнало да се обединиме. Не, каде беа они кога глумците и професорите ни ги раскрвавуваа со гумени кошуми пред собрание. Но, ајде доста се делев. Ајде, нека им биде. Секој чекор за обединување е добар чекор за обединување. За Македонија, Јон, сите се обединуваме. Ама ова морав да го кажам. Ако, така. Бранко Геровски да е предводник. Не, простете ми, во Македонски манифест 10 години повикуваат на обединување. Ние сме на истиот, јас барем сум на истиот став на за лица кои што учествувале во уривање на државноста, не може да бидат градители веќе. Без разлика кој да е. Не го одбивам. Еве, се обединуваме бе. Може би го променил умот. Некој треба да биде лидер, не може тони да биде лидер. Извинете. Добро. Така да ако ве разочарав, многу ми е крив. Не. Господине Костов, ви посакуваме успех за овој ваш труд, ваши проекти колегијално со тие што работите. Ви благодариме уште еднаш, да ви посакаме среќна година, исполнета со многу здравје и многу успеси. Уживајте го викендот, пријатно до слушање и довидување наскоро во емисија. Пријатно до слушање, довидување. Ја вам ви благодарам што не ме заборавате, да сте ми сите живи и здрави во Австралија и поздравете ми ги македонците и австралијанците. Веќе се поздравени, остануваме во контакт и успех кога ќе дојде време за тие два проекти. Јавете, кажете да не бркаме ние, бркајте не Ќе ви. ни бидете медиумски покровители, ќе Обавезно. ни бидете и соработници. Ајде, поздрав. Секој е добро до вас. Довидување.